Резултатите од истражувањето под наслов Европа тука и таму, анализа на европскиот дискурс за медиумите во Западниот Балкан, односно медиумското известување за европеизацијата во Република Македонија. Основните податоци за истражувањето кажуваат следната работа. Прво и основно дека тоа беше истражување спроведено во месец октомври 2012 на 7 циклично избрани денови, меѓутоа застапени од понеделник до недела, заедно со она што се нарекува централни или ударни вести, како во печатените, така во радио, ТВ и онлайн медиуми. Истражувањето беше спроведено во рамките на регионалната програма РРПП и заедно со Институт за медиумски студии од Нови Сад, потоа Факултетот за политички студии, односно Институтот за новинарство и медиуми од Сараево и Институтот за новинарство од Подгорица, како и од Скопје. Идејата беше следна: да се прикаже тој дискурзивен метод, преку дискурзивниот метод, да се види како медиумите во регионот известуваат за самиот поим на европеизација, и затоа беше користен токму тој, освен содржинскиот и дискурзивниот метод на анализа. Беа опфатени севкупно 48 медиуми од Босна и Херцеговина, Црна Гора, од Македонија и од Србија, а примерокот во Македонија беше направен на 9 медиуми, од кои од печат Дневник, Вест, Капитал, од радиостаниците Македонско радио 1, Радио Канал 77, од ТВ Македонска телевизија прва програма, ТВ Телма и ТВ Тере, и од онлайн изданијата on.com.mk. Она до што дојдовме како посебно интересно во самото истражување е дека за европеизацијата кај нас се известува како за процес во кој учествуваат политичарите, и тоа во најголем процент, околу 30% од политичарите кои што доаѓаат од политички тела на ЕУ, исто така од државни органи, влада, министерство и парламент 17% и 18% од државни органи на земјите од ЕУ, што значи дека сумарно многу малку е оставен простор за граѓанскиот сектор, односно за јавноста, за нашите експерти, за невладините организации, за јавните личности, медиумите и сите останати, еден мал ситен колач во смисла и на простор и на време, дали се работи за печатени или електронски медиуми. Втората работа е дека за европеизацијата кај нас се доминантно се разбира како формален процес на придружување кон тоа големо семејство и во рамките на разрешувањето на проблемот со името, односно неимишио. 30% од текстовите, односно прилозите, се однесуваат на разбирањето на европеизацијата како формален процес на придружување, и токму затоа европеизацијата како процес во кој најмногу учествуваат политичарите, и 12% од текстовите, односно прилозите, се однесуваат на неимишио или прашањето со проблемот на името. Во делот на новинарската пракса и известувањето за европеизацијата, факт е дека она што кај нас доаѓа како информација во смисла на авторство на самиот новинар е многу малку застапено. Односно 67% вестите или информациите кои што доаѓаат не се подпишани воопшто. Се претпоставува дека доаѓаат од други агенции, односно од други медиуми, а самиот новинар како автор на еден одреден текст е подпишан некаде во 58% од прилозите, односно од печатените текстови. Она што е клучно во целата приказна е дека освен прашањето за неимиши, односно проблемот со името, и во делот на формалниот процес на придружувањето, европеизацијата од аспект на здравство, на култура, на образование, на социјална работа е многу малку, односно релативно малку се известува за истите. Да речеме, од 180 текстови плюс еден коментар, имаме само еден текст кој што се однесува на културата. Што значи дека нашите новинари, и со тоа би завршил, имаат или посветуваат многу малку време, простор во делот на она што се нарекува медиумска иницијатива, прикажување на тоа каков е животот во Европа, што тој значи за европеецот, а многу повеќе се оди кон псевдонастани, односно кон пренесување на актуелни настани. Дошол некој од Европа, ние известуваме за тоа дека дошол и си отишол, меѓутоа надвор од тоа, од таа шаблонизација на пренесување на информации за европеизацијата, во нашите медиуми имаме многу мал простор.